ClearX проектот потрошувачите го предводат одговорот за развојот на енергетската амбиција на Европската Унија, ќе развие методологија за да одговори на потребите на потрошувачите и да ги охрабри да инвестираат во обновливи и одржливи извори на енергија и енергетски ефикасни технологии. Главната цел на проектот е да им помогне на потрошувачите да купат енергетски ефикасни апарати со цел подобрување на удобноста во домот и намалување на трошоците за енергија. Една од главните активности предвидени со проектот се кампањите за колективно купување, на кои ќе им се придружат 38.000 потрошувачи во 6 земји учеснички во проектот. Се истакнува како многу добар проектот и од Европската комисија, и баш и Урсула фон дер Лајен го истакна како еден од најдобрите, и добро е што ние сме таму како држава и како организација, и они работат сега на со тестирање на производи. Да, затоа што ние сега видовме кога ги тестирате производите, на пример машините за сушење алишта, треба да имаат инвертер пумпи. Најдобро е да купите машина за сушење алишта со инвертер пумпа, заради тоа што ви заштедува енергија, подобро работи, сега поскапа е, да. Меѓутоа, ако ја купувате за подолг временски период, подобро е да ја купите и да гледате кога купувате, да гледаат сите, да гледаме, нели? Колку троши струја на годишно ниво производот. Дали се работи за фрижидер, дали се работи за машина за перење алишта, за сушење, каков е сервисерот, дали има сервиси, дали има резервни делови. Да се распрашаат пред да влезат во едно такво купување, и најважно е енергетската ефикасност. Значи, енергетската налепница, меѓутоа ние сега веќе имаме и други податоци каде што се рангираат одредени производи. Да речеме, кај инвертер климите, каде што се рангираат кои покажуваат најдобри резултати при тестирање од ICRT, тоа е еден институт за тестирање на ниво на Европа, и мислам дека тоа ќе биде многу добар проект, каде што и наша организација влегува во тестирање на производи и објавување на тестовите. Ова се е убаво што го кажувате, меѓутоа најнародски кажано, луѓето немаат пари. И кога се купува некој производ од било која бранша да е, за производи од технички аспект, секогаш гледаат поевтиното. Тука можеби, како велиме, сиромавиот дупло плаќа. Каде да се насочат? Кон кредити, кредитите се скапи. Па да, немаме добри кредити. Високи каматни стапки има. Точно, и не знаеме кој е производот на крајот, меѓутоа затоа апелиравме и до банките преку Народна банка да имаат поголеми понуди на вакви кредити, зелени кредити, така ги викаат, нели? Каде што потрошувачите можат да се опремат, ако е млад брачен пар или слично, да се опремат со добри производи. И ако купуваш енергетски ефикасен производ, да можеш да го купиш тој производ, нели? Да знаеш, прво треба да знаеме дека што треба да купиме, нели? Да не влетаме во купување. И сето тоа е точно што вие го кажувате, меѓутоа мора да се почне, макар и од првиот производ што ќе го купите, да биде енергетски ефикасен. Тоа е многу битно, а покрај тоа да се даваат субвенции. Ние во нашата анализа утврдивме дека многу малце банки даваат такви кредити, а исто така утврдивме дека многу малку се даваат субвенции, да речеме, за инвертер клими. Само определени општини. Да, не е на ниво на цела држава. Не е на цела држава. Град Скопје даваше одредени општини, сега некои 5-6 општини беа, не беа баш многу општини, вие може да проверите. Меѓутоа, треба да се направи нешто. Ти само зборуваме за енергетска ефикасност, енергетска криза, а потрошувачите се тие кои што влегуваат во влегуваме во еден лабиринт, навистина. И ние ги даваме тие пари за производи кои што се увезуваат во нашата држава, а не се енергетски ефикасни, и ние едноставно учествуваме. Дали тука ќе може да се субвенционираат потрошувачите, исто така со намалување на ДДВ-то доколку купат вакви производи, и тоа е, трето прашање, би рекле, покрај ваквите, голем ишчекор. Нешто државата тука треба да направи, и преку зелената агенда всушност се впушта во навистина практични аспекти на поддршката на зелената агенда и потрошувачите, кои сите ние сме потрошувачи, нели, кои имаме многу важна улога во сето тоа. Целта е да се прилагодат условите за финансирање за поголема употреба од страна на потрошувачите. Со проектот ClearX ќе се постигне најдобра можна понуда за потрошувачите преку групни набавки и да се обезбеди пристап до информации кои можат да се наградат, така што натамошното воведување на обновливите извори на енергија низ Европа ќе ги стави потрошувачите во центарот.